Општина Куманово ќе одвои 1 милион денари за помош на настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Ова го одлучи Советот на вонредна седница во знак на солидарност. Од средствата на буџетот на општина Куманово за 2023 година од програмата А00 Совет на општина Куманово ставка 413 тековни резерви разновидни расходи да се исплатат парични средства во износ од 1 милион денари со намена помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија, кој се случи на 6 февруари 2023 година. Средствата во износ од 1 милион денари ќе се распоредат по 500.000 денари на двете држави. Координаторката на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Елена Доцевска-Божиновска истакна дека советниците едногласно дале поддршка кога бил даден предлогот за оваа седница. Посакувам ова да е прва и последна седница во овој мандат на која што имаме повод и причина да донесеме ваква одлука, да биде единствена седница во овој мандат на која што имаме повод и причина да дискутираме за катастрофа од енромни размери, илјадници човечки жртви, непроценета материјална штета и страдања на луѓе, без оглед како тие луѓе се викаат, без оглед каде тие луѓе живеат и без оглед тие луѓе на кој Бог му се молат. Посакувам во вакви мигови општина Куманово да беше финансиски помоќна и денес каде имавме можност да делиме поголем износ на средства за помош на тие што страдаат деновиве. Меѓутоа, некогаш гестот на пружена рака е многу поголем и позначен од тоа колку таа рака пружа. Ке си дозволам да потенцирам дека ме радува фактот што секој советник во овој состав, сите советнички групи, секој политички чинител во Советот на општина Куманово безпоговорно дадоа поддршка во истиот момент, во истиот миг кога беше даден предлог за една ваква одлука и една ваква седница. Солидарноста и емпатијата се и треба да останат основа на донесување на одредени и значајни одлуки во некои мигови како овој. Од името на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата упатувам најискрено сочувство до турскиот и до сирискиот народ. Починатите нека почиваат во мир и нека им е светол патот. Градовите кои што се погодени од земјотресите што поскоро да го нормализираат секој невието. И вакви катастрофи, вакви страдања да не се случуваат повторно. Председателката на Советот Ивана Ѓорѓиевска истакна дека Куманово е познат како град по својата хуманост. Не е прв пат Советот да носи одлуки за помош на настрадани и штети од елементарни непогоди. Материјалните средства кои ги одделивме, кои за нас се многу битни, меѓутоа за една ваква катастрофа се минорни. Од исклучително значење е да бидат дадени во право време, навремено, брзо да реагираме и на население и во места каде што е најнеопходно. Затоа утринава стапивме во контакт со амбасадите на Република Турција, на Сириска Арапска република, побаравме жиро сметка на која може да се донират овие средства и сме во тек со целиот тој процес. Сведоци сме на големните страдања на турскиот и сирискиот народ, сите следиме медиуми. Штетите се големи, постојано извлекуваат мали деца, голема е жртвата, големи се материјалните штети, цели блокови се раздурнати, многу повредени и што е најстрашно, многу бездомни лица на кои оваа материјална помош ќе им биде неопходна од наша страна. Апел и од двете држави беше да се донират финансиски средства или човечки ресурси да се испраќат. Република Северна Македонија испрати човечки ресурси, веќе се на пат во Турција и Сирија. Ние како општина може да донираме средства. Иако сакам повторно да потенцирам дека финансиите се многу мали во споредба со
размерот на настанатата штета, но доколку овој наш пример го следат сите општини во Македонија, нормално според нивните расположливи средства, тогаш мислам дека заедно ќе помогнеме на населението и во Турција и во Сирија. Одлуката едногласно ја изгласаа сите 27 присутни советници.